Мене ми е чест и задоволство да ова биде една од моите последни активности како министер, да го заокружиме овој процес на проекти низ кои што помиравме заеднички. Ми е драго што денеска сме тука во факултетот, тука ќе го основаме и советот, колку што знам денеска за земјоделство, формирано страна на владата согласно законот, и драго ми е што соработувавме во претходните 2 години и се надам дека структурите на Министерството и новото раководство секако дека ќе продолжи со засилена и зголемена соработка со самиот факултет, и дека ќе, како и овој пример кој што го дадовме денеска, ќе имаме уште бројни заеднички проекти. Пред се би сакал да се заблагодарам на самиот факултет, на сите овие 18 професори, на сите вклучени за несебичната подготвеност и посветеност во рамки на изработката на овој проект за анализи за спроведување на инвестиции за изградба на откупно-дистрибутивни центри со осврт на производството, откупот и трговијата со овошје и зеленчук, кој што се реализира преку техничката поддршка на самото министерство. За нас особено беше значена ова тема да од повеќе аспекти ја фатиме, затоа овој проект е финансиски поддржан од страна на министерството и од исклучителна важност за институцијата и за целокупниот сектор, бидејќи во насока на создавање на услови за сигурен пласман и дистрибуција на земјоделските производи. Обезбедувањето на откуп за земјоделските производи е клучна алка во процесот на самото производство. Не можеме да зборуваме за развиено земјоделско производство ако немаме современи откупно-дистрибутивни центри. Токму заради тоа беше нашиот фокус и да имаме точна представа и точна анализа. Од друга страна сум среќен што во периодот во кој што го водев Министерството се обезбедени веќе финансиски средства за изградба на самите откупни дистрибутивни центри, односно за окружувањето не само на она што е потребно првенствено да го знаеме преку ова анализа, туку и заокружена е рамката преку Светска банка, каде што е една од најголемите компоненти за што ќе бидат наменети средствата, се токму изградба, значи инвестициските активности во делот на откупно-дистрибутивните центри. Обезбедувањето на откупот е клучна алка, како што кажа, во процесот на производството. Организацијата и функционалната дистрибутивна структура се од суштинско значење за лесно расипливите земјоделски производи. Во оваа категорија на производи спаѓаат зеленчукот и овошјето, чии што проблеми со откупот и дистрибуцијата се евидентни и особено изразени во изминатите години на нашиот пазар. Од тука произлезе потребата и визијата за потребата од оваа токму конкретна анализа, која што ќе ги офати потребните сегменти за воспоставување на можни решенија и насоки за успешно функционирање на откупот и дистрибуцијата на овошје и зеленчук, а резултатите се од голема помош на Министерството. Паралелно само да подвлечем дека сум среќен исто така што започна проектот во делот на Министерството, кој што токму го третира ова прашање за пазарите, а кој што е финансиски поддржан и од Европската унија, односно во овој период успеавме да го започнеме и проектот преку ИПА програмата, кој што ќе биде една дополнителна вредност во целокупниот овој процес. Овој детален пресек за градинарското и овоштарското производство, откупот и извозните трендови ќе ни послужи како основа за креирање на политиките базирани врз основа на анализи и докази. Дополнително, како што кажав, оваа анализа ќе користи и ќе биде корисна од страна на Светска банка како основен преглед на подсекторите врз основа на кој што во следната фаза ќе се утврди конкретната потреба, локација и димензија на центрите за откуп и дистрибуција на зеленчук и овоше во нашата земја, зашто, како што кажав, средствата веќе се обезбедени, односно бордот на Светска банка веќе ги одобри компонентите, во кој што еден дел е околу 35 до 40 милиони долари се за земјоделството, од кој што пак околу 20 милиони, сега коригирате ме, се наменети за најголемата компонента, а тоа е компонентата за откупно-дистрибутивни центри, и многу е добро што тоа се одвиваше како постапка паралелно. Министерството изминатите 2 години интензивно работи на политики и мерки со кои што би обезбедиле услови за сигурен откуп и пласман. Оваа година во програмата за рурален развој предвидовме нова мерка, сосема нова, која што досега не постоеше,
инвестиции за маркетинг на земјоделски производи се овозможува преку кое што новитетот е овозможувањето на предфинансирање на инвестициски проекти во висина од 100% од износот на предлог проектите за инвестиции во преработувачки капацитети, ладилници, откупни центри за приоритетните земјоделски производи кои што се соочуваат со проблеми во делот на пласманот, она што минатата година го видовме и затоа преку оваа мерка за предфинансирање, за која што знам во тек е измена на Законот за земјоделство и рурален развој, и од друга страна се предвидени и се надевам дека максимално ќе се насочи Министерството во следните неколку месеци за реализација на сите средства, заради тоа што во програмата за рурален развој околу 4 милиони евра се веќе обезбедени за оваа мерка и се надам дека таа ќе биде целосно искористен, односно дека нема да се пренаменуваат за други потреби, туку ќе си го најде своето место токму преку реализација на овој вид на проекти. Ова го врзуваме и со ИПАР 2 програмата. Мерките од ИПАР 2 нудат можност за кофинансирање на трошоци за изградба или реконструкција на ладилници, магацини, продажни пунктови, друг вид на инвестиции, кои што се во насока на решавање на проблемот со вишоци на производи и обезбедувањето на пласма. Сите овие активности се важни за организацијата на откупот и дистрибутивната мрежа, што крајно за земјоделците ќе значи сигурен пласман на земјоделски производи. Особено ме радува што и ИПАР 2 програмата, тука е директорот, работевме многотрпно во претходните 2 години да ја промениме целокупната слика за ИПАР 2 програмата и за ИПАР во регионот и навистина платежната агенција е тука една водечка структура во делот на регионот, каде што навистина даваме целокупна поддршка, а тоа го приметивме на сите овие меѓу заеднички седници на влада што ги имавме со регионот. Навистина сме лидери во тој поглед, уште многу треба да се работи, ќе се јакнат капацитетите на платежната и други сегменти, но она што е најклучно, она што беше најтешко, се заврши и се излобира и навистина оваа година очекуваме дополнителни 8,7 милиони евра да бидат исплатени. Ме радува фактот што за околу 700-800 веќе договори се поднесени барања за исплата. Радува фактот што јануари и февруари на повикот има сериозни инвестиции за кои што се побаруваат, сериозни средства и веќе се склучени договорите, особено во мерката 3, која што има допир до овој дел. Имаше 65 апликации, над 50 се ќе бидат контрактирани, каде што се побарува сума од околу 14 до 15 милиони евра и навистина радува фактот што веќе се забрзува процесот на склучување на договорите. Ако се чекаше по 16-18 месеци, сега за 3 месеци во мерката 3 веќе започна процесот на склучување на договорите и правиме на неделна основа буквално притисок на сите страни, се со цел да се забрза таа имплементација и сум горд што сосема е друга сликата во поглед на ИПАР 2 програмата и ќе биде една успешна приказна која што ќе остане во нашата меморија и се надам дека и акредитацијата на новите мерки и забрзувањето на сите процеси во делот на ИПАР, кој што се пример за регионот, ќе навистина отидеме многу подалеку од сите и дури оваа година е планот да бараме дополнителни средства кои што нема да бидат искористени од страна на Србија и Турција. Ова го зборам затоа што има сосема допирна точка со денешната тема и она што денеска тука ни е предмет на дискусија. Министерството мора да ја продолжи интензивната соработка со научно-образовните институции и со другите чинители во секторот, кои што се од интерес за целокупниот сектор. Разговараме со деканот и за многу други мерки кои што ќе треба да следат. Ваквите анализи ни даваат одредени наоди и препораки, базирани на аналитичкиот пристап и методологијата во решавањето на актуелните проблеми и предизвици со кои што сите се соочуваме, особено во делот на аграрот. Очекувам дека овој проект успешно ќе се имплементира во пракса, како што кажав, токму заради тоа што веќе се обезбедени средствата, сега е само прашање на време, на динамиката на самата реализација на проектот на Светска банка и дека неговата реализација на терен ќе придонесе кон зголемување на пазарните можности, економскиот развој и севкупното производство на земјоделскиот сектор. На крајот уште еднаш да се благодарам на 2-годишната соработка, на сето она што заеднички го направивме и очекувам дека и во иднина
факултетот ќе биде силен партнер на Министерството и на владата и дека навистина уште многу вакви проекти стојат на реализација, односно ќе треба да бидат дефинирани партнерски, заеднички помеѓу сите чинители во овој сектор. Имавме извонредна соработка, благодарност уште еднаш и до деканот, но и до особено тимот кој што работеше на овој проект. Благодарам.